Во ова издание, дали Македонската православна црква ќе се избори за автокефалност? Експертите кои ги консултираше Гласот на Америка се умерени оптимисти. Обединетото кралство воведува нови рестрикции поради нагло зголемување на бројот на инфицирани. Под заборавените спортови се враќаат во игра поради пандемијата. Кајакарењето најнов хит во Њу Йорк. Останете со нас, ќе ви кажеме повеќе. Поздрав од Вашингтон, ова е Гласот на Америка на македонски, а јас сум Никола Крстик. Писмата кои македонските председател и премиер ги испратија до Вселенскиот патриарх покажуваат дека станува збор за координирана активност која има за цел да помогне во признавањето на Македонската православна црква Охридска архиепископија. Сепак експертите кои што ги консултираше Гласот на Америка велат дека на крајот се зависи од останатите православни цркви, а не од политичарите. Статусот на МПЦ не може да го реши ниту председателот на државата, ниту премиерот. Тоа е во надлежност само на Вселенската патриаршија и низиниот патриарх, вели професорот Цане Војановски, инаку добар познавач на црковните прилики. Според него, писмата кои Пендаровски заев ги упатија на адреса на Вартоломеја, со кој бараа тој да се заложи, да се признае автокефалниот статус на Македонската црква, е само обид на државните авторитети да помогнат во ставање крај на овој неколку деценијски проблем. Прашањето треба да се гледа од две стојалишта. Стојалиштето кое што значи потребата македонската држава да ги има на соодветен начин затворено евентуалните можни прашања кои ќе отворат дополнителни недоразбирања со соседите, а ова прашање со Македонската православна црква е отворено од издеглави од 1943 година, а од 1958 е институционализирано во рамките на Српската православна црква како самостојна Македонска православна црква. Решението е уште поважно затоа што од 1967 година, вели Мојановски, МПЦ има статус на неканонска, односно непризнаена црква во православниот свет, што создава дополнителни проблеми во општењето на црковната иерархија. На кој начин ќе го реши Вселенскиот патриарх? Тоа прашање, историското искуство и неговата мудрост треба да очекуваме дека ќе го реши на најдобар начин во кој што македонските православни верници ќе се чувствуваат или ќе бидат дел од православната екумена. Не верувам дека ќе биде лесно, но дека е можно решение и можно и ние во тоа можно решение го очекуваме. Писмата на председателот и премиерот во период од само неколку дена испратени до Вселенскиот патриарх укажуваат на тоа дека станува збор за координиран настап на државниот врв, вели професорот Дујовски. Штом црквата не може, а таа не може според каноните да бара повеќе од Вартоломеј, тогаш политичарите можат да имаат улога на посредници. Ова е едно важно отворено прашање со соседна Србија, единствениот проблем е предпоставувам таму, кое што треба да се надмине. Впрочем, може да ја направи паралелата со Украина. Не е нешто непознато, не е нешто што тој веќе не го направил. Мојановски вели дека при решавањето на статусот на МПЦ, црквата ќе нема потреба да го промени своето име, бидејќи веќе ја има историската додавка Охридска архиепископија. Од Охрид за Гласот на Америка, Мики Трајковски. Обединетото кралство повторно почна да воведува рестриктивни мерки откако се соочи со нагло зголемување на бројот на инфицирани со COVID-19. Од Лондон известува Хенри Риджвел. Според новите правила, пабовите и рестораните ќе затвораат во 10 навечер. Луѓето повторно се охрабруваат да работат од дома. Премиерот Борис Џонсон вината делумно ја стави врз јавноста. Додека големо мнозинство се придржуваше на правилата, имаше многу непочитување, така што нашиот невидив непријател се протна незабележано. Вирусот почна повторно да се шири експоненцијално. Во август, владата се обиде да ги извади луѓето надвор за да почнат да трошат, плаќајќи половина од сметката за јадење во ресторан и ги охрабри луѓето да се вратат во канцелариите. Многумина се збунети од различните пораки. Еднаш вака, еднаш така, никој не знае што да прави. Немаше една јасна, специфична порака. Некои медицински експерти велат дека рестрикциите не одат доволно далеко. Работите излегуваат од раце, особено во врска со тестирањето. Загрижен сум дека што туку објавените мерки нема да бидат доволни. Други ја оправдуваат владата.
Ова е долга зима. Не можеме да дозволиме да преземаме мерки заради ефектот врз економијата, зашто штом ќе паузираме и потоа пак ќе отвориме, истото ќе се врати. Последните недели, оние со симптоми на коронавирус имаа проблем да бидат тестирани и резултатите се чекаат долго. Владата вели дека тоа ќе биде поправено. Ако погледнете во државите кои поуспешно се справуваат со вирусот, вклучително и оние кои никогаш сосема не се затворија, разликата е што тие многу рано инвестираа во тестирање и во следење. Ние тоа никогаш не го постигнавме во Велика Британија. Бизнис групите, особено пабовите и рестораните, не се срекни со новите рестрикции. И натаму 1 од 5 објекти се затворени. 900.000 луѓе и натаму се платени иако не работат, што ќе заврши за некоја недела. Затворањето во 10 часот навечер значи празни локали. Тоа значи последната нарачка треба да е во 9 часот. Тоа ќе ја преполови заработувачката. Програмата на владата за плаќање на отпуштените поддржа околу 10 милиони работни места. Тоа завршува на крајот на месецот. Премиерот е под притисок да ја продолжи заради предупредувања од огромна невработеност. Најголем дел од теретаните и другите спортски клубови се уште се затворени. Поради ова, жителите на Њујорк почнаа да се ориентираат кон други активности. Кајакарењето станува се попопуларно. Од најголемиот град во САД известува Димитри Вршинин. Сузан Мекнамара првпат пробава кајакарство во 1996. Од тогаш се возела со кајак околу Менхетен 100 пати, дури патувала со кајак по американскиот брег на Атлантикот. Најголемо задоволство ми е да сум со кајак околу Менхетен. Една година се возевме навечер на полна месечина. Ми остана во прекрасно сеќавање. Се вративме назад околу 4 часот изутрина. Целата река беше наша. Мекнамара вели дека на реката Хадсон на почетокот на пандемијата имало помалку луѓе. Од неодамна тоа е променето. Затворените вежбални и ресторани принудија илјадници луѓе да бараат нови забавни начини да го минат слободното време и да останат во форма. Еми Арки зборува за нејзиното искуство. На почетокот не знаев во што се впуштам, но сакав да пробам. По првите часови задолжителна обука почнав да се чувствувам одлично на вода. Арки била со кајак до статуата на слободата, дури стасала до островот Кони за да гледа китови. За 50 километарската авантура и требале повеќе од 9 часа. Кајакарење на реката Хадсон не е за почетници. 2 пати во денот речните струи го менуваат правецот. Ако не го имате тоа предвид, за половина час може да завршите во Атлантскиот океан. Ерик Стилер е собственик на Менхетен кајак, најстара компанија за изнајмување кајак во Њујорк. Неговиот татко почнал да увезува кајаци од Германија пред 6 децении. Денес, 59 годишниот Ерик гордо го продолжува бизнисот кој го започнал неговиот татко. Во кајакарството користите многу примарни мускули, раце, рамења, гради, грб. Верували или не, користите и нозе да ги придвижите педалите во кајакот. Го користите целото тело. На почетокот на летото, Стилер видел дека за градските власти во Њујорк нивниот бизнис е важен и не морал да затвори. Вовел низа стрикни прописи кои што вклучуваат задолжителни маски и средства за дезинфекција на раце, но не очекувал толку голем бран нови муштери. Многумина сакаат да пробаат кајак или да уживаат на даска со весла, да излезат од дома по неколку неделните рестриктивни мерки. Има зголемување на побарувачката, но и натаму почитуваме прописи за заштита од COVID-19, како онлайн регистрација и ограничен број на муштери во еден час. Всушност, интересот е толку зголемен што е речиси невозможно да најдете и купите кајак во продавница во Њујорк. Многумина како Сузан Мекнамара ја нашле магијата на кајакарството. Тоа е се за ова издание на Newsflash. Поздрав од Вашингтон и уживајте во викендот.